Здраво! Во ова најново издание на Лајт магазинот ви пласираме многу летни теми со кои се надевам дека ќе го задржиме вашето внимание, кои што воедно и одговараат на овие летни месеци. Ви го презентираме најновиот најголем базен во светот, а исто така ќе говориме и за летните љубовни авантури. Останете заедно со нас. Дали ви интересира каде е и како изгледа најголемиот базен во светот? Еве, денес ќе можете да го погледнете во Лајт. На изглед бескрајното пространство вода се наоѓа во Чиле. Станува збор за базен кој е 35 метри длабок, а во неговата површина може да се вклопат 6000 редовни базени. Всушност, најголемиот базен на светот се наоѓа во хотелскиот комплекс Сан Алфонсо дел Мар во Чиле, каде и најобичното капење може да се претвори во вистински маратон. Оваа огромна сина површина е долга 1013 метри и зафаќа површина од 8 хектари. Содржи 66 милиони галони вода, што се истоветува со околу 250.000 кубни метри вода. Во текот на летото, температурата на водата во базенот достигнува и до 26 степени Целзиусови и е за 10 степени повисока од онаа во морето. Со цел да се исполни овој огромен базен, неговите дизајнери имаат развиено иновативна филтер технологија, која постојано ја прочистува морската вода која се наоѓа во базенот. Тој е направен пред 5 години, а за него е потрошено околу 2,5 милиони евра. Во рубриката Занимливости ви подготвивме една прекрасна гледка. А за што станува збор? Погледнете. Луѓето кои пред неколку дена беа во Њу Јорк имаа можност да уживаат во редок феномен – Менхетинч. Тогаш сонцето се усогласува со улиците на Менхетен и неговите зраци се вкрстуваат во права линија од запад кон исток. Терминот Менхетинч доаѓа од астрофизичарот Нил Тајсон Деграс, а овој феномен може да се види два пати во годината, во мај и јули. Овој месец гледката беше неверојатна и привлече многу луѓе на улиците, па преку видеово, може би барем на кратко ќе добиете впечаток дека сте присутни на овој спектакуларен чин приреден од природата. Секој млад човек барем еднаш во животот имал некоја летна авантура додека бил на одмор. Епа, или ќе се присетите, или ќе се подготвите за вакво нешто. Плажа, романтично зајди сонце и летно ветерче кое ги буди сите ваши сетила, а желбата некој да ве пригрне и страстно да ги погали вашите усни со неговите, започнува да расте до недоглед. Летото е како создадено за љубов, романса и експериментирање, па не треба да се чудите ако додека сте на летен одмор, погледот ви стане се попалав, флиртот ја изгуби суптилноста, а вашата облека станува се позаводлива. Летото повеќе за друго нешто, да се оде на одмор за љубовни авантури, не знам. Например, флиртот на плажа? Па може. Кој повеќе знае да флиртува, момчињата или девојките? Па ја мислам дека девојчињата повеќе знаат. И летото се асоцира. Убави на море, сонце, љубов. Да. Кој знае повеќе да флиртува, дали момчињата или девојките? Едните и другите. И пред да одговорите на сигналите кои што ви ги испраќа за флирт момчето која цела вечер го гледате и со нетрпение го очекува вашето зелено светло,
Кога е во прашање летната љубовна авантура, треба да знаете некои работи. Ајве, кои се тие? Тоа што се случува на одмор не останува секогаш таму. Сите сме го слушнале популарниот маркетинг слоган: тоа што се случило во Вегас останува во Вегас. Но не очекувајте во денешно време тоа да важи и за вашата љубовна авантура, без разлика дали сте во нашата држава или во странство. Не правете нешто за кое што подоцна ќе жалите или со лице со кое не сакате или не би требало да се плеткате. Ако барате тајност, технологијата е ваш непријател. Вие можеби сакате романтичната авантура да остане во тајност, но вашиот избраник може да се реши да се пофали со фотографии на Facebook. Пријателите се забрането овошје. Замислете си, имате испиено 2-3 чашки повеќе, танцувате со вашиот пријател и одеднаш забележувате дека неговиот поглед се променил и има некоја искра во него. Во една таква ситуација не треба многу да му се предавате на моментот и да ја заборавите границата на пријателството. За жал, ваквите летни авантури скоро никогаш немаат среќен крај. И почитувајте ги вашите стандарди во изборот на партнер и секако не бидете другата жена. Кај мажите страста расте заедно со летните температури. Минималната летна облека ги потикнува нивните фантазии, а тестостеронот го прави своето. Па многу од нив решаваат дека можат малку повеќе да се опуштат и да влезат во нова љубовна авантура, иако се во врска. Кога сте на летен одмор и планирате летна љубовна авантура, секогаш слушајте го гласот на вашето срце, но никогаш не игнорирајте го ни гласот на вашиот разум. За крај оставаме простор за предлог филм. Гледајќи го Спајдермен како лета низ Нју Јорк со неговата пајакова мрежа никогаш не ни издосадува. Плюс сега имаме и нов зелен голубен, другарот на Спајдермен, Хери Осборн. And it's just a matter of time before I face those with more power than I can overcome. I'm so sorry, I'm late. I had a traffic thing. Did your traffic jam have anything to do with being, I don't know, shot at by machine guns? Yeah. Oh, no, I was implying that. Peter Parker, Harry Osborn. You're gonna want to see this. Oscorp. Get you under surveillance. Why? Isn't that the question of the day? There's something you're not telling me, Aunt May. I once told you that secrets have a cost. The truth does too. My name is Richard Parker. I have discovered what Oscorp was going to use my research for. I have a responsibility to protect the world from what I know they're capable of. What is all this? The future. We literally can change. Ова беа подготвените содржини за во ова издание на Лајта. Доколку сакате да ги погледнете уште еднаш, кликнете телевизијастар.com или tvstar.com.mk. Јас се надевам дека ве оставам во одлично расположение, а со нови и други интересни содржини се гледаме утре. Чао!